повторно во Политихрон, каде што им фрламе предизвик на сите оние паразити кои со децении веќе успешно се обидуваат не само да ни го киднапираат животот, туку да наметнат некои нови парадигми, некои нови норми, некој нов живот, ново бело црно, нова лага, нова вистина, ново добро, ново зло. И како што веќе спомнамне во минатата епизода, успеваат успешно да направат една разлика во која не политичкото го направија да е дел од политиката, а политиката е штурка и политички субјекти од тип на партии ги наполнија со толку параполитичка содржина да повеќе личат на некоја мешавина меѓу невладина организација и некоја корпорација или барем биро за вработување, отколку на политички субјект кој што има одредена програма и често цела таа програма да стане дел од едната влада и да ја спроведува во конкретната држава со цел за едно подобро утре на граѓаните. Тие невладини организации, кои што реков се чуден хибрид меѓу невладина организација, институт, образовна установа, каде што многу студенти, например, запишуваат додипломски, постдипломски студии, па не знаеме точно за што се работи овде. Тие невладини организации од самиот почеток се замислија себеси, се гледат себеси како креатори на содржина, како креатори на цела една политичка, правна, културолошка содржина на една епоха. Јас би ги нарекол режисери на нашата несреќа и како такви дефинитивно заслужуваат не само наше внимание, туку една подлабока студија. Би била инерција овие феномени да не се испитаат во сета нивна длабочина и да не им се постави диагноза во склад со нивната улога, но и на начин како тоа би го направила една зрела општествена наука, која што за жал ја немаме, поради падот не само на политиката и на државата, туку и на образовните институции од битие во небитие, пат кој што е похален и за кој што верувам дека во и тоа како ќе се пишуваат книги и ќе се снимаат филмови. Значи, невладината организација по дефолт во своето битие не е политичка организација и не може, едноставно не е нејзина функција ниту да креира политика, ниту да се занимава со политика. Тоа е исто како да очекуваме, не знам, од една организација, друштво на ловци, риболовци, не знам, од еден спортски клуб да формира некоја активна политичка организација и да има конкретна политичка улога. Значи да ја земе улогата на партијата, политичкото движење или конкретниот политички субјект, како и да се нарече. Зошто? Затоа што нивната општествена функција е сосем поинаква. Во општеството како една заедница која што е поширока и од државата, и од политичкото, во кој што има разни сфери, нели, економско, стопанско, приватно, културно, уметничко, не може едно, например, друштво на уметници или едно друштво на спортисти да го заземе местото на политичкото. Политичкото математички земено е под множество на општеството. И како такво има само една одредена територија. Нека е таа територија некои 20-25% од општеството, другите исто нека си имаат некои своји 10%, 15%, нека постојат некои граници каде се допираат, но во основа сите имаат своји сфери на влијание. Но, кога имаме, а во Источна Европа, во транзицијските општества ова стана нешто вообичаено, кога имаме постепена деполитизација на политичкото, а една лажна реполитизација, јас би ја нарекол помалку карневалска, карикатурна, на невладините организации, тогаш се случува оној феномен кој што ние може најдобро да го препознаеме преку обоената револуција. Јас лично го имам тоа искуство да бев дел од раната фаза на една од таквите револуции. Една друга ја запознав преку многу луѓе со кои што по сила на мојот професионален ангажман бев близок со нив, значи преку дружење со нив, а третата пак нахнано посвестум преку разговорите со луѓе кои што исто биле активни учесници. Зборувам за првата беше револуцијата на 5 октомври во Белград, втората процесот во Киев кој што траеше од наранџастата 2004 до Мајдан 2014-15, а третата беше шарената револуција во Македонија кој што финишира со промената на името 2018-19, значи во тек на минатата деценија. Што е она што ги карактеризира сите три? Ги карактеризира една масовна, јас би рекол, еден цунами на одбивање на политичкото и на уфрлање
на разни, под знак на наводници, неутрални експерти, но пред се невладини организации кои што имаат за цел да го анимираат она што тие самите го формулираат како општа волја. Например, отфрлање на политичарите, отфрлање на сета таа валка на политика и наместо тоа носење на нови кадри, кои што се надвор од политиката, кои што се чисти, неизвалкани, често пати експерти, често пати слушаме млади, стручни кадри кои што сега од почеток ќе донесат еден нов дух. Така се случи во 2000 година со падот на Слободан Милошевиќ во Белград, човекот кој што дојде, кој што беше докажан професор по уставно право, Коштуница, првата изјава му беше ќе направам од нашата држава една досадна Швајцарија. Значи нема да има војни, нема да има ништо, луѓето уопшто нема да се занимаваат со политика, туку ќе се занимаваат така со спорт, ќе се занимаваат со планинарење, претпоставувам, ќе плушти од инвестиции, како не знам некој дошт тропски и ќе живеат се побогато и побогато, затоа што тоа е правило, нели? Кога ќе отврлите политиката, ги отврлате сите грижи и останува само да уживате во благодетите на модерното доба. Кога тој човек ја напушти својата функција, државата беше скратена за некои 20.000 километри квадратни, затоа што се распадна Стара Југославија и последниот остаток од Југославија, Црна Гора, ја напушти, но уште повеќе проблематичната покрајна Косово прогласи независност. Така да во 2008 тој остаток со кој што можеше да се пофали дека на неговите наследници им го предава Коштуница, беше бедни 78.000 километри квадратни. Наследи 103. Од 103 на 78 е резултат на овие заблуди дека политичкото не е важно. Значи, за него не постоја конкретни политички проблеми во односите во Федерацијата, во односите со Косово, со меѓународната заедница, ниту пак бараше конкретни сојузници и градеше некоја долгорочна стратешка визија, например 2020 во тоа време, каде што сега ќе ги гледавме тие резултати од 2000-та. Докаде дојде ова, сведочи само една анегдота. На седбата со Џорџ Буш, тогашниот председател на САД, негов нели колега, председатели се двајцата, Џорџ Буш помалку наивно го прашува "What can I do for you?" Што можам да направам за вас? Коштуница, во кој што тоа е експертско, професорско, е секогаш посилно од председателското. Ние денес тоа го сведочиме во Македонија со актуелната председателка. Му држи лекција што би направил Вилсон, единствениот професор и колега на Коштуница по таа основа, единствениот професор по уставно право кој што беше американски председател. Џорџ Буш, за кој што ова се некои светлосни години, неразбирливи, некоја темна материја, успева јуначки да го издржи предавањето на професорот Коштуница, кој што залутал во политиката. За откога ќе заврши предавањето, истоштено да го праша "So, what can I do for you, Mr. President?" Што можам направам за вас, господине председателе? Коштуница тера натаму, кај Вилсон, кај уставите, кај меѓународното право, за да заврши на крај целата ова неразбрана, овој разговор на глуви телефони, оваа неразбрана средба, и со тоа Коштуница да пропушти можност да направи нешто и на Косово и за положбата на неговата земја во Европа и во светот воопшто. Тој во Буш гледаше свој студент, а не политичар со кого што се разговара политички, дипломатски, стратешки. А ако му било дадено да биде политичар, да биде водещ, што би го сватил, макар и да е полуписмен. И со него би разговарал токму на начин како што политичар разговара со политичар, како што би разговарал Бисмарк, како што би разговарал кнез Милош, неписмениот кнез Милош, творецот на модерна Србија, кој што знаел како се разговара и со цареви, и со султани, и кога треба, ако треба и да се подмити, ако треба да се стават повеќе големи сили во играта, но да се добие она што треба да се добие за народот, за општото добро и за подобро утре. Уште потрагична е судбината на несреќна Украина во годините на наранџаста револуција и на Мајдан. Тука, исто така,
собрани сите тие антикоруптивни, невладини групи, сите тие експерти, доволно да се подсетиме дека актуелниот председател на Украина не доаѓа од некои националистички, бандеристички кругови, туку од невладиниот антикоруптивен сектор. Неговата партија беше антикоруптивна и тој се бореше на тој начин што ја нападна севкупната украинска политичка класа, и проруските и националистите десничари за корупција. За тоа дека со корупцијата ја уништиле Украина и дека тој сега на народот ќе му понуди едно експертско, антикоруптивно подобро утре. Го гледаме тоа подобро утре, затоа што Зеленски не настапува како политичар кој што го представува својот народ и се бори за доброто, негово кога треба преговара, кога треба се бори и кога треба, например, го следи советот на Фицо, председателот на Словачка, дека ти не се наоѓаш во Швајцарија, се наоѓаш таму каде се наоѓаш, има да преговараш со Русија, а не со Соединетите држави и со Холандија за членство во Европска унија како да си некој швајцарски кантон. Само еден глумец залутан во антикорупцијските сфери и преземајќи таа терминологија можеше до тој начин да го заглави својот народ и да го доведе во ова колективна несреќа. Третиот пример е токму одовде, од Македонија. Што бараат сите оние кои што протестираат, например, шарената револуција? Па тие во основа се исто така преку глава име од политичарите, преку глава име од сите тие кои што со децении веќе владеат, го злоупотребуваат, ја злоупотребуваат довербата на луѓето. Ја се сеќавам кога се обидував надвор од земјава да најдам преку портали, преку телевизија што конкретно се случува, и често пати наоѓав на странски телевизии токму такви анализи дека на младите им е преку глава од политичарите кои со децении ги вртат во круг. И токму затоа студентите кои беа водачи на цел тој бунт, на цел тој општествен процес, го создадоа феноменот на пленуми. Студентски пленум, професорски пленум, ми се чини имало работнички, пензионерски пленум, граѓански пленум, предпоставувам. И овие пленуми, кои се само не политички тела, ја немаат политичката свест, немаат политичка визија, ниту пак имаат желба самите да се конституираат во политичка партија која би била трета сила, например. Доволно е да го видиме искуството на младиот Орбан, кој од студентско движење успеа да создаде една успешна политичка партија, или до вчерашниот председател на Чиле, Борич, кој исто така успеа неговото студентско движење да го претвори во успешна партија и беше председател на Чиле доскоро. Зошто овде немаме едно такво политичко движење на студентите и нивните сојузници, граѓанскиот пленум, професорскиот пленум, туку имаме нешто друго. Имаме средба на две професорки со тогашниот премиер, кои што го предизвикуваат него на некој двобој, предпоставувам, интелектуален, но од кој што денес гледаме дека една од тие предизвикувачки на двобој е токму актуелната председателка. Како тоа имаме резултат на тој пленум, една конкретна личност да се остварува во политичка улога, но без политичка борба, а при тоа да имаме еден натамошен лом, еден натамошен пат на политичкото. Тоа е затоа што никој од овие професори, професорки, кои што и тоа како знаат да ја направат таа разлика меѓу политичкото и неполитичкото, не ги подучија своите студенти, не ги подучија тие благородни деца дека треба да одат кон свое реполитизирање и да го наречам ајде деграѓанизирање. Се помалку да мислат за себе како да се делови од некој општо граѓански бунт, а да се доживуваат себе си како политички субјекти кои што можат и да грешат, може некој ден, не дај Боже, и корумпирани да станат, но ќе влезат во историјата како носители на политички субјект на едно движење кое утре ќе се надпреварува за власта. На оној начин како уставот го одредил, нормално би можели да се бунтовници, ако сакаат да се, не знам, некои Че Гевари, некои Карлоси, но ако ја немаат енергијата за еден таков потват, сепак останува уставната структура. Преку уставната структура можно да се дојде на власт, преку упорно политичко агитирање, а пред се преку своја трансформација во конкретен политички субјект. Тоа е партија, рековне, тоа е движење, тоа е било која политичка група која може да го предизвика актуелниот политички естаблишмент. Зошто студентите, граѓаните, сите тие во пленумите не го направија тоа? Затоа што веруваа, како што и сега веруваат, например, студентите во Белград, дека само
со едно апелирање, само со едно ширење на едни, јас би ги нарекол памфлетни форми, како памфлети, нели, дека ние ќе успееме да го победиме злото, дека ќе дојде доброто, нешто што е повеќе една етичка, религиска форма на агитација, дефинитивно не политичка, дека навистина ќе успеат. Сите тие се однапред осудени на неуспех, однапред осудени на пораз и за жал историјата единствено ќе ги помни како поразени. Поразени би биле и сите оние такви агитатори, например, да се укине робството, например, да добијат права жените, да добијат права, например, разни маргинални групи. Ако не превзеле конкретна политичка акција. Политичката акција е единствен гарант дека ние ќе успееме и дека оно што навистина го сакаме, ќе може да стане дел од некое подобро утре. Во секоја политичка структура имаме број 1, број 2, например, ако е број 1 власта, број 2 е несилната опозиција. Да се надеваат сега студентите во Србија дека тие со нивната студентска листа ќе бидат активен политички фактор, а нема тоа да биде најсилната опозицијска партија. Тоа е утопија, тоа е лудило, тоа е параполитичко, дури антиполитичко размислување. За жал, така размислуваа студентите 2015-16 во Македонија, не сваќајќи дека тој број 2 е токму најсилниот опозиционер, кој што по крајот на шарената револуција стана број 1. Само број 2 може да го замени број 1, а студентите, ако сакаат да бидат број 2, прво мора да бидат број 5, број 6, па да ги победат тие другите и да дојдат во ситуација да го предизвикаат број 1. Кога ќе се вооружиме со ова знаење, можеме да бидеме сигурни дека ќе најдеме сродни души со кои што ќе го создадеме тој број 2. Тој број 2 секогаш ќе може ефикасно, не како професорките, не како студентите утописти, не како мечтателите од 68, туку како реален политички субјект да го предизвикаме на двобој, да добиеме и да исковаме историјата со наши раце. Во тоа име, јас ве поздравувам.